Добро, официјално ќе биде 52 издание оваа година на Галичката свадба. Има, барем и ние во канцеларија минатата седмица се замаравме со бројките да бидеме искрени, затоа што има години кога не се одржува, па години кога се одржува, па да ги собереме колку се. Но во секој случај традицијата е огромна и е навистина за поздрав сето она што се случува со години наназад на 12 јули на Ден Петровден, кога се случува секој издание на Галичка свадба. Може би е февруари и незалудно зборуваме за Галичка свадба во летен период, но објавен е конкурсот за избор на иден зет и невеста и тоа ни е причина зошто денеска ќе зборуваме токму на оваа тема и зошто во студиото ќе се дружиме со Дејан Петровски и со Огнен Караѓозовски. Добро утро за двајцата. Дејан со години наназад е дел од оваа манифестација, но не бил зет до сега, не бил младоженец, а Огнен се пронеде во таа улога кога беше 2019 година, така што ќе можеш навистина од искуство да зборуваш за оваа тема. Ќе зборуваме за традицијата, за сите оние убави работи кои што навистина ја прават Галичката свадба она што е, но за почеток, со оглед на тоа што е објавен конкурсот, можеме ли да кажеме кој се нели може да биде идниот зет и невеста, односно кои се оние критериуми кои што можат и треба да се запазат наредниот период, бидејќи конкурсот е отворен до 19 февруари и можете да аплицираат луѓето. Да е по потекло од Галичник, тоа се подразбира. Видете, меѓутоа доколку немаме некој што е по потекло од Галичник, мора да имаме зет и невеста, така да во тој случај се прават отстапки, меѓутоа да, предност имаат тие што имаат потекло, еден или двајцата, нормално двајцата родители, би било идеално. И има и други, нели, услови кои што се, нели, веќе кога имаме повеќе двојки, дај Боже да имаме, веќе преоѓаат другите услови, тоа е колку учествувале, од која фамилија се, нели, и потоа се мерат сите работи и ја носиме, нели, тешката одлука да избереме кој да биде, да. Како стоат податоците, да речеме, од години наназад, со оглед на тоа што навистина е за поздрав одржувањето на оваа традиција, Галичката свадба, што не е само важно за нас и за нашите граѓани, за сите македонци, туку и за нели оние кои што доаѓаат од страна, имаат слушното за Галичката свадба и се поголем број туристи секоја година, но каков е интересот, дали расте од година во година, особено на оние кои што знаат дека имаат потекло од Галичник или пак генерално на тие кои што ја имаат желбата да видат или да остварат Галичка свадба? Има една изјава стара, кај да си за Петровден во Галичник да си, така да галичаните биле гурбечии, поделе работеле по Америки и така натака, меѓутоа за Петровден секогаш биле во Галичник назад вратени, бидејќи во минатото имало дури до 50 свадби на Ден Петровден. Така да се одржува таа традиција до ден денес, се надеваме во иднина, има голем интерес во моментов за годинешнава Галичка свадба, така да ќе видиме што ќе се дешава на... Да ги поканим и другите да се пријават, бидејќи има уште неколку денови, нели, до 19 февруари, нека биде што поголема конкуренција. Конкуренцијата, да. Да, но факт е дека се слави љубовта и можеби тоа е и традицијата и тоа е едно од најубавите работи. Што според вас, еве, Дејан, ти си колку повеќе од 35 години веројатно дел од оваа манифестација и фамилиарно вклучен, што според тебе еве низ годиниве навистина ја прави Галичката свадба да биде она што е, затоа што тоа е чествување или славење на традицијата, на фолклорот, на нешто што со генерации наназад се гаело, а сега ние денешните треба да го пренесеме нели на идните, но и тоа е еден момент кој што привлекува навистина туристи да дојдат и да зборуваат, да ја доживеат Галичката свадба и да зборуваат понатака, да го шират тој убав момент. Пред се Галичка свадба е македонска традиционален обичај кој што се нели реализира кроз вековите наназад. Многу е битно што е фамилиарен обред кој што го држи под контрола семејното однесување на луѓето кои што се во тој обичај. Значи, секогаш се одело на реално се прави црковен брак, се реализира сета таа приказка во црква, се слави љубовта и најбитно од се што традицијата се уште трае, признаена е од сите релевантни наши државни институции, Министерство, влада и се останато, и најдобро е, подобро е да биде во континуитет и да нема прекид. Секогаш има мали
дешаванки кои што нели Осцилации, треба да се треба да се внимава, меѓутоа во основа треба да се чува и да се гаи и понатака. Галичник некако заживува само за галичка свадба, ако зборуваме и за условите кои што ги има, пристапноста, патот до таму, но и кога ќе се случи или кога се случува или тие денови околу и за галичката свадба, некако и функционалноста тука на ресторанчиња, на кое што би требало да биде достапно и пристапно за посетителите, што ретко кога е во својата совршена форма од година во година, ако кажеме. А тоа е исто така важно, ако зборуваме за одржување на традицијата, не само нормално за самата манифестација и обичаите, туку генерално за функционирањето, бидејќи требаат услови, треба една добра организација, има многу луѓе, нели, сето на кое што треба да се воведе некаков ред. Да, галичката свадба трае 2 дена, меѓутоа нас ни трае цела година. Да, сте припреми. Да. Сега, например, ќе чекаме нели да се стопи снегот, па да отидеме да видиме што не чека. Да. Си ги отвориме куќите, да видиме во какво состојба е галичник и да почнеме да работиме за да го дотераме до Петровден. Меѓутоа, во галичник сега имаме галичко лето. Значи, ние почнуваме од мај, завршуваме негде во септември. И тоа е во ваша организација? Па повеќето од настаните сме поддржувачи како местна заедница, ги поддржуваме сите настани кои што се организираат во Галичник, повеќето нели сме вклучени во организацијата. Мора да им обезбедиме секако услови за да може да се одржат тие настани, затоа баш и Галичник прерасна повеќе како туристичка дестинација. Нашата желба и цел низ годините на страна од галичката свадба е да го заживееме Галичник, да го направиме достапен преку целата година, нормално со помош на општината, со помош на државата, да успееме да го вратиме сјајот, луѓето да дојдат, да си ги возобноват куќите и да нормално да дишат чист воздух и да уживаат, зашто Галичник е преубав и сега во зима. Да, и тој благодет всушност се гледа кога дури за галичка свадба кога сме таму или само тогаш, всушност тогаш се поставуваат прашањата зошто не и во останатиот период од годината. Клучното, а ние ги поставуваме секогаш истите прашања, така е. Ако зборуваме за обичаите и за нешто за кое што би требало да се подготвуваат ините младоженци, оние кои што се преуваат, претпоставувам дека горе-долу им се познати, но каков е процесот, например, кога веќе се одбираат, младоженците, што е понатаму нивна задача? Има многу обичаи, има целосна организација каде, од каде, кога и што се случува, како тоа изгледа? Жив настане галичката свадба, мора се да биде нели точно по програма. Меѓутоа младенците никогаш немаат некои посебни, освен нели да дојдат, нели облакањето со облакањето, поготово на невестата. За друго тука е Дејан низ годините да ги води. Да. Мене барем ме водеше. И па ајде, кога веќе ја спомена твојата ситуација, споменавме тоа беше 2019 година. Како, со какви, не знам, импресии се присеќаш на тоа време, Огнен, затоа што верувам дека е од големо значење. Вие имате потекло од таму, така? Но верувам дека е од големо значење да се видите во таква улога, нели, со љубената. И да бидете центарот на вниманието таа година кога, нели, сите оние посетители кои што доаѓаат уживаат. Да, се договаравме да правиме нели нормална свадба и во Галичник и сакавме да биде мала свадба. На крај да биде поинтимна, и некако испадна тотално спротивното. Многу посебно чувство е, многу емоции се, мислам за нас Петровден, Галичка свадба, кој ќе удра зулите, тоа веќе се менуваат емоциите кај нас и стануваме многу поемотивни. И тука веќе се ние како во некоја екстаза сме на сите страни и се функционира лесно. Дали од тогаш до сега, еве 2026 годинава, има некои минимални можеби промени? Верувам дека тие традиционалните се нели нешто што мора да се испочитува. Во однос на обичаите, тука сме стрикни дека нема промени. Мора да ги истераме како што се. До сите. Добро. Некогаш нешто ќе зафали, нешто ќе утнеме, зашто е жив настан. Меѓутоа гледаме тоа да публиката да не го примети. Колку дена претходно доаѓате во Галичник? Зборувам сега како младоженец и невеста. Има некоја на некој начин генерална проба за вас или? Не. Екипата си ја знае свадбата.
долги години е истата, не Дејан ги води. Дејан ги води, доаѓа. Обичаите секогаш се под редослед пред се поставени од памтивек, како што биле на времето пред 100 години, така и Извини, сега пред да се. продолжиш, од која возраст ја следиш галичка свадба? Првото учество мое беше на 14 години, бев конјаник. Неколку години бев конјаник, после тоа нели побратим, па стар побратим, па бајрактар и така натака до прошлата година. Интересен настане пред се, има обичаи кои што не може да се видат на друго место, има пример бричењето на зетот, Оги ја го бричев, например. Добро И тоа е, да, тоа е тоа Не, е стварно се брича за свадба. тоа е на централниот као амфитеатар, тука Да. мислам се дешава целата работа, целиот обред. Он е седнат на столче со брич, со пена и од тој момент он веќе станува маж. После тоа облака бечви машки, претходно се момчешки бечви и после тоа бричење на зетот он станува маж и се оди по невеста. Да. Сега како начело на местната заедница, така галичник? Галички? Огнен е на чело на местната заедница, он е Сите сме председател. на чело. Да, екипа е поголема која што го менаџира во моментов се околу Галичник, така и Галичката свадба. Така и сега кога зборуваме за самото менаџирање, за да речеме најавата од прилика или од досегашното искуство, колка број на посетители може да има и да се исполни тој капацитет и односно услугата која што треба да се даде, за која што претходно споменавме, веројатно и на тоа доста треба да се работи или се работи, заради тоа што има некои можеби карактеристични работи за Галични кои што дополнително меѓу другото претпоставувам дека ви се во таа агенда кои треба да бидат представени на особено на туристите. Еден исто интересен момент е дека саботата кон неделата има и дружба во малку подолу како и да е точното место на ранчот, каде што нели меѓу другото може сите кои што сакаат да пробаат да јаваат коњи или она кое што е фасцинантно за посетителите, токму тоа се коњаниците и оние кои што нели ги носат и ја носат невестата. Тоа е доста интересен момент од галичката свадба, тогаш нели одењето по невестата со коњите, тоа дефиле. Да. Од друга страна, да, забавата е во сабота навечер, тоа е обично тоа што нели го нема на телевизија за време на галичката свадба. Тука имаме огромен број на луѓе кои што доаѓаат најповеќе за зурлите и тапаните. Тоа не е само на ранчото, низ цел Галичник се баш е како фестивал. Да, се почнува од едно место, Се почнува, па да. Се дели на повеќе. Доста е битно, мислам, Галичник е колку што е. Секоја година имаме голем број на посетители кои сакаат да ја проследат. Да. Условите нели да се види целата свадба се лимитирани, но сепак секоја година правиме напор да додадеме места каде што ќе може да повеќе луѓе да седат, зашто пак и нели времето дали ќе ни послужи, дали ќе биде топло, дали ќе биде може и дожд да ни заврне. Секоја година имаме такви предизвици, меѓутоа се справуваме. Транспорт обезбедуваме секогаш за луѓето за да стигнат до Галичник, само од пред Галичник до самата свадба. Бидејќи председателот е покровител секоја година, тука имаме посебни безбедносни мерки. Доколку и тие малку ни го нели ограничуваат просторот на колку повеќе луѓе може да собере, за да биде тоа нели по-безбедно. Меѓутоа се надеваме нели и оваа година зашто спремаме малку поинаква галичка свадба, доколку ни успеат плановите. Нешто невидено. Нешто до сега невидено, па ќе видим, времето ќе покаже. Тој имате информации секако. Се надевам од Сега ќе видиме во неизвестност до 12 јули да видиме што е она кое што се подготвува за овогодинишното издание и сега ако кажеме за можеби еден од поомилените обичаи, немаме невеста која што може да ни каже кој е омилен, но еве ајде од примерот на сопругата или од досегашното искуство да не знам со невестите, кој е нивниот омилен обичај? Низ прстен те гледам, срце да ти влезе. Тоа е на невестата, да. А на младоженецот? На младоженецот е многу интересно кој ќе оди по прво бричење на зетот, значи тоа е стварно еден спектакуларен обичај кој што нели се дешава кај што се дешава тука на централното подрачје, да, на сред село. Канење на кумот и тоа е интересен обичај. Тапаните кога се чекаат
одат само мажите по тапаните, пошто нели без музика свадба не иде. Да. И многу битен елемент е, обичај е кога зетот оди по невеста. Тоа јавање на конј, се качува на конј, одат повратимите по него, треба да знае нели да јава конј, претходно ако нема искуство се учи, се обучава и многу е интересен како момент невестата кога се качува на конј. Значи, нели облечена е како што треба, со носијата е тешка и така натака. Жена да качи со таква тешка носија на коње, многу битен и тежок момент, да не се види нога, да не се види хула хопка, да не се види... А не дека е тешка носијата, пуште на конј треба да се качи. Да. И одењето од нејзиниот дом до домот на зетот. Да. Ти убаво раскажа се, ама има до искуство тебе, Огнен, што ти беше во кој момент посебно уживаше? Дејан вели бричењето исто така еден традиционален момент во кој што живеат младоженците, но што останато? Неколку се. Значи, почнување со канење на мртвите, тоа е доста интимен чин, рано наутро се оди на гробишта. Пречекување на музика, канење на кум, сите тие се убави, меѓутоа кој ќе, невестата кој ќе ја видиш и кој ќе ти дојде, тоа е кулминацијата, да. Уносија до терана, му ја носиме дома. Он ние му носиме. Средана како што треба. Да, и не враќа тоа веројатно години назад во минатото, како всушност изгледала. И има еден многу интересен момент, на крај на разговоров ќе го направиме тој. Крај сме, да. Добро. Еве, ние донесовме мали... Јас и ќе те прашав што е ова што сте ни донеле. Од галичка свадба, да. Чисто едно мајче. Чекај да го покажеме. Да. Да видиме што има. Веројатно материјалот за новата се ево подготовка. Добра. Ете, галичката свадба. Да, ова е македонско кече кое што го носат галичаните на галичка свадба. И еден од според мене многу интересен адет е на крај на свадбата, која се носи невестата пред да влезе во домот на младоженецот, се вади уздата од конјот и се пробува да се стави на невестата за да биде мирна, да се заузда. Сега, пошто невестата нели се трга, побратимот го вади кечето и го става на невестата. Добро, не сум јас невестата оваа густа, да знаете. Ето така. Ама можам да носам македонско кече. Добро ли ми стои? Да. Одлично. Одлично. Фала, Дејан, што ме заузди. Да, тоа значи што веќе има зауздана невестата, но како и да е, да, интересен, и тоа е интересен момент кој што го забележуваат тие кои што се присутни во публиката за зауздување на невестата. Да биде мирна, да биде домаќинка, да биде мајка и така натака. Тоа е интересен исто. Да, и тоа е добро што го споменавме. Најверојатно ќе го видите во живо. Да, мислам дека го имавме на инсертите и добро е што го споменавме. Ете така изгледа и тоа е символот всушност на ова, како му е правилното има? Кече. Македонско кече. Македонско кече. Добро. Ете така и фала ви генерално за разговорот. Да, и веројатно поттик за оние кои што можеби размислуваат да се пријават. Имале желба, а се во тек на правење на... Ги охрабруваме сите ќе добијат еднаков третман, освен тие што имаат еве само може да споделиме малку појак старт. Да, на кој мејл може или како оди пријавувањето, бидејќи до 19 февруари е... На веб страната на Галичник го има мејлот и на Facebook објавите го има мејлот mzgalичник@gmail.com. Во денешно време на социјални медиуми и мрежи информациите се многу подостапни за сите, особено за младите кои што сакаат да стапат во брак или да бидат дел од галичката свадба, така што посетете ги сите овие нивни портали, ќе ги добиете информациите за тоа како можете да бидете идниот зет и невеста. Конкурсот трае се до 19 февруари, затоа побрзајте. Ќе бидеме, ви благодариме многу. Да, сакам да кажам, ќе бидеме во очекување да видиме кои ќе бидат новите младоженци, а исто така и за новитетите или како рековте изненадувањето кое што не очекува на овогодишната галичка свадба и веројатно нормално со наша камера, впрочем како и секоја година.